знам дали ќе има крај денешниот разговор, ни требаат маратонски музички разговори секогаш со неа, бидејќи прво е голем алтруист, жена која што вибрира со космополитизам во себе. Некако сите религии, сите светови ги има во себе, сите јазици, сите меридијани, а тоа е една единствена наша мијата и веламе на реминисценција сега правиме на Небеска, незината музичка еволуција која што беше промовирана пред сигурно 7, 8 можеби години, вака ако гледаме сега, 8. И ова беше, се сеќавам, промоција всушност пред толку години и во нашето студио, ама сега ме наследна музичка револуција, повторна еволуција нејзина, на уште едно чедо кое што здравје Боже ќе биде донесено на светот оваа 2023 година. Без пандемија сме, значи буквално мислам дека искочивме од некои сите окови, ама секогаш успеваш да се адаптираш и на новото поглавје кое што пак светот и човештвото го создаде. Се сеќавам тогаш го промовиравме Маска, бевме и последочивме на сингл, сега Paid, уште нешто што ќе биде дел од новиот студиски албум и носеш на звук и денес официјално Мијата заедно со битолската група Фолтин прв пат премиера на Телма телевизија. Добро ми иде. Добро утро, Марко. Бонжу. Драго ми ете што токму тука сум денеска, што правиме ексклузивна ТВ премиера на уште едно парче музичко од мојата душа. Особено се заблагодарам до фолтинци кои што ја поддржаа мојата идеја. Никогаш ни на сон не помислив дека ќе има ваква комбинација. Не дека не сте по вибрација слични, ама не знам, ете и многу беше изненадување кога добив. Се случи, да, кога го добив. А НЗС-то за Фолтин и Мијата е всушност љубовта кон франкофонијата. Тоа нешто што ве спојува. Да, токму тоа и песната, иако работен наслов и беше Се жоли, бидејќи е во француско-македонска варијанта, адаптирана за нашите простори и приказна и така вибрација, одлучивме да оди со наслов Ме боли и игра на зборовија, ќе видите точно нели зашто се работи, така драго ми е што токму во Телма ќе направиме премиерно. Кејф, она баш драго, кога ми кажа дека ова е на фузија сублимат од сите тие такви убави екстракти, кои што велиш, семејно момент, уживање кој што го имаш инкорпорирано, уживање секако со ова што го спомена и францускиот јазик и генерално и Фолтин, сето тоа придонесе за да го имаме сега и новиот сингл. Сега ако те прашам кога носаш на звук повторно здравје Боже или да се одбележат, како ми рече ти, 2 децени, 20 години или пак еден јубилеј ќе биде твој, така? Па да, малку мина знаат, односно најблиските околу мене, дека всушност почетокот на мојата музичка кариера беше една авторска шансона, која што се најде на Небеска, со наслов Пардоне моа, а која што јас ја исполнив во 23-та на фестивал за француска шансона. Значи неофицијално некако токму францускиот јазик ми даде ветер во грб, она чувство на сцена, за потоа јас да се пријавам на Идол, па да се случи верувам во себе и сите тие работи. Пред Идол се случува првиот настап? 23-та е француска шансона фестивал, каде што јас потоа и учествував во Сплит на Европски фестивал за француска шансона. Потоа добив наградно патување во Париз, каде што па се случи креирање на оваа песна денеска што ја промовираме. Така да 20 години таа чека, созрева, така и се случуваат обично кај мене креативните процеси. Меѓутоа, ете така едно одбележување и благодарност нели до Француски културен центар кој што ми дале ветер во грб тогаш од самиот почеток. Секако благодарност и до Универзитет Европа Прима. Втор пат соработувам со нив, како есера бевме во домакинска, супер тандем. Сега една пиеса, каде што Јелена Мијатовиќ, мојата сестра, глумицата, прави една врвна трансформација. Именно позната актерка. Убава е таа комбинација на уметност. И некако, она и самата на магистерски студии на Универзитет Прима, некако споивме корисно, убаво и едно ново доживување, нели што она може да го изведе. Со Фолтин снимавме исто во студиото во Алшер. За прв пат правам органска песна, еве да кажам, дека најчесто моите аранжмани, јас како пепелешка, да ги слетам сите авиони, да ги проверам сите домашни, дома се дали е во ред и на крај заклjuč успи и трче во студио кај Дамир и кај Наташа Пук. Имено, дисциплина, педантност и континуитет се кај тебе, мислам дека тријалки. Меѓутоа, ова беше едно ново искуство за мене, каде што со Фолтин дојдоа во Скопје, значи влеговме во студио кај Ивица Јанкуловски во Алшер. Од почеток
Значи јас раскажувам, креирам, они го создаваат и тоа онака го гледаш како ние филмовите која се прави како ДНК, да, како роботик пред тебе зазвучува тоа нешто што ти било во главата со децени и наеднаш добива формат и свој облик постепено низ денот. Да се заблагодарам до Кире Мирчовски кој што ги снимаше кадрите во студиото дека снимавме, органскиот дел, секако Бојан Секуловски кој што е и професор на ЕСРА и кој што е на Универзитет Европа Прима и кој што ја разбра нашата визија, идејата со Јелена заедно која му ја презентиравме. Секако благодарност и до главниот без кој што немаше да можеме, Јордан Плевнеш, да не поддржи сите тие од таа институција, а и до Драмски театар кој што ни помогна многу во изборот на костими. Шминка, фризура, студио Инфинито, со нив соработував и за полете и за други. Некако, значи, се врвеше за многу краток рок, иако, да ти кажам, искрено, дека уметнициве се саштисаа на почеток. Кај им реков, викам, слушате, вака правиме, так. Не, викам, ја тоа авионите да полетам. Ќе направиме. Значи, за рекордно време беше, некако функционира кога има некој што во минути ги брои дисциплинска мерка, се знае. Организацијски. Иако со уметноста не секогаш можеш така да се однесуваш. Поради можеби спектарот на луѓе и можности, време и ресурси, знам дека е понекогаш хектично, знае да биде понекогаш. Знае, меѓутоа мојата релација кон музиката, мајчински, дека се тие мои деца и чеда, нема, мисламе, рецептура за успех. Ова е уште една песна за која што ќе проговориме понатака за албумот, ќе се најде на албумот. И многу ми е драго што ете токму денеска поствелигденски ја промовираме. We have the winner song. Инаку пред да го промовираме сега синглот со Фолтин, нема да погрешам ако кажам дека рече ќе има една чиста француска, така, и една комбинација, така ако не се лажам? Да, чиста француска верзија ќе биде, тоа е во закрила на Француски културен центар, затоа и се заблагодарувам. Ќе биде, да, секако. Сузана Пешик беше лекторот позади мене и проверките, меѓутоа во нивна закрила ќе оди премиерата на ТВ5-ка, француската ТВ Cinq Monde, која што е франкофонска телевизија, и ќе имаме ете парче франкофонија од Македонија, за да кажеме дека и ние, естрадните уметници од македонската музичка сцена, знаеме, умееме и сакаме да испееме нешто на француски. Дај ми само еден стих, фрагмент, како ќе му даде нешто француски? Maintenant je vois et je crois cette énergie m'accable ce soir. Прекрасно. Ајде, уживајте со Фолтин и мијата ме боли, така? Ме боли. Ме боли. Je n'ai même pas compris pourquoi les étoiles étaient jalouses de cette ville. N'ai pas compris pourquoi les amoureux ont recherché là un abri. Maintenant je vois et je crois cette énergie m'accable ce soir. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli le printemps avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli, et le vent c'est pas mal avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Nous nous promenons sur la rue de Rivoli. Je fonds comme fromage car je vois ton visage. C'est joli. Me boli, me boli, me boli, me boli što daleko sonuješ ti. Me boli, me boli, me boli, me boli što ovde kad ne stigne si. Ima li, ima li, ima li,
što Pariz ja skril. Sve što ti treba je tuka i sega. O, me boli. A budalče što taka pomisliti, ne mi znači da sme Paris il štit. So pogledo tvoj, samo ljubov mi daj, vodi me bilo kade na čaj. No je vois, et je crois, cette énergie m'accable ce soir. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli le printemps avec toi à Paris, c'est joli, c'est joli, c'est joli, et les vents c'est pas mal avec toi à Paris, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Nous nous promenons sur la rue de Rivoli, je fonds en fromage quand je vois ton visage. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli le printemps avec toi à Paris, c'est joli, c'est joli, c'est joli, et le vent c'est pas mal avec toi à Paris, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Nous nous promenons sur la rue de Rivoli, on sait što ti treba je tuka i snega. C'est joli. Oh, que c'est joli, ma chérie. Може да честитаме дека се надмина и себе си, не само ти. Тука семено сте се надминале. И Фолтин се надминале, ама мислам дека тука експресијата на Дада Значи, Сонна Елена жена. е, да, нешто Поздрав, јас Елена. дури и на самото снимање, кога беше во улогата на војник, седам како маркер, она глуми експресија, не може да престанам да се кикотам, значи знам дека е трансформација, знам, значи толку беше успешно, така да и честитам од се срце и само и посакувам успеси понатака. многу убав продукт. Ова ти го кажам од се срце. Благодарам. Ме врати на некои убави ретро времиња, имено и музиката, нели, францускиот јазик. Затоа велам јас во себе ги имаш сите светови, ги имаш сите јазици и нации, тоа е, мислам дека ми јатам. Ако правиме некаква дефиниција за тебе како артист, знаеш од сегде да допреш, да украдеш нешто и да ја споделиш, да направиш една формулација цела и нова дефиниција на истекнување на нешто свое. Имаше порано еднашка зборуваме со некои као дизајнери ово, она идеме твојот стил е еклектичен. А има збор, супер, имено, значи знаеш тоа. дека може не ми дојде Викам јас, на ум. не само и за гардероба, и за Еклектичен. музика, еклектик стил, викам, па тоа имало збор, па секоја чест, викам ја да се, Убаво. да не се осетам како чудак, Баш нели, така. него дека ете, Постои нешто. постои нешто што може да ме опише мене. Прекрасно. А кога сме кај албумот, ова ќе биде не знам дали ова ќе биде, нели обично имаат најавен сингл или носечка тема, иако до сега колку 3-4 колку имаме издадено? Да, Полетај, Маска, Враќање дома, тоа Paid. се се песни Paid, да, ова Значи- исто, значи постепено така направив и со минатиот албум. Со Небеска. Постепено, значи ги вадам сингловите за да има и некаков континуитет. Потоа имам уште 4-5 нови песни и едно за окружување. Албумот ќе се вика Вида. Ќе биде значи ако сум била љубовна и полна со утопија и идеализам во Небеска. Небеска, ако се сеќавам, беше нели звуците на птиците, нешто од озгора, така, поврзување со И сега тој имам свет. подпрогледано да настаните околу себе. Така и моето творештво, така си и песните, мислам, впрочем, и Маска, и Полетај. За враќање дома? Да. И тоа ќе биде? И Враќање дома ќе биде. Значи, Секако, добро, да, ова е со прилично Теда добро имаме, тоа. имаме. Значи 13 песни. Пак Првиот албум, 13-ката е пак бројот. 13-ката е бројот, тоа е формат. Повторно имаме француска песна, значи тој е еден формат кој што го имам установено уште за првиот албум и таа рецептура која што ќе одим, никој не ме брза, не морам секоја втора, секоја прва година да вадам, кога ќе се спремам и може да се пофалам нешто. Што задоволство. На 30 јуни
во рамки Скопско на лето. Скопско лето ќе имам концерт свој, бидејќи за првата промоција концертна јас веќе бев тогаш бремена во Со првото? со второто, Со во второто? четврти месец и некако остана Недоискажано. да без концерт, сум имала настапи, меѓутоа ова треба да биде една круна која што ќе ги спои двата албуми. Ама најважниот детал во сето ова, како еликсир на целиот овој студиски албум Вида, ќе биде Куршумлијан. Да, таа е локација која што одамна сум ја посакувала, која што мислам дека акустично може да донесе Апсолутно и се сложувам. автентично и визуелно тоа што Од секој сакам. аспект. Се надевам дека добро ќе биде. Скопско лето го прифатија нели да влезе во нивниот репертоар. И 30 јуни, запомнете, 20 часот. Ние ќе се видиме до 30 А јуни. ќе се видиме добро секако, меѓутоа јас сега Нема пошто да ми е останеш- тазе за кажаното, Нема да останеш не се... без да дојдеш на оваа наша станица утринска. Добро. Инаку, не знам дали го спомна, ова е невиден. И за мене ова беше исто така една нова табула раса, зборам за Мијата. Се сеќавам, со ова го прослави еден прекрасен роденденски ден, каде што не собра, ако се сеќаваш. Да. Бев присутен и беше навистина беше едно од така поубавите мигови кога се уште бевме во екот на пандемија и така натаму. Да. И невидени ќе биде така? невидени ќе биде. Па ние досега имаме 6-7 добри, конкретни, Да не спакувани издавај сингли. све, имаме и нови. Имаме Не и кажу, нови. има. А дали пред промоцијата, односно пред концертот во рамки на Скопското лето ќе се случи промоција на уште еден видео спот? Не верувам, Така? не верувам. Па и Затоа добро е, што ова да, е супер. ова е доволно силна песна, има се жоли и ме боли, како и да сакаш. Има доста ангажман околу неа да се испромовира вистински, нели со францускиот дел. Да се заврши тоа поглавие каде што обврски ќе има и самата глумица, нели, сестра ми Елена во рамки на незините магистерски студии, да биде тоа еден производ каде што самиот спот, францускиот спот ќе биде дел од пиесата, така да имам доволно време, нели, да го спакувам пакувањето, да направам се, да изодам цел пат како што е ред. Да те замолам, не знам дали стои во планот и во агендата винил или лонгплейка? Мора ми спомна и за тоа. Не знам зашто се враќа традицијата. Се враќа и би можела, например, нели на плоча страна А, страна Б, стариот и новиот албум да биде Некако ќе му некако дојде. како колекционерска едиција, не е исклучена опцијата. Нека биде желба за многумина кои Може. што во моментот прават некакво враќање на или евоцирање на добри спомени на уживањето вистински на звукот. Може, секако не е исклучено. За мене ќе биде примат звукот, доживувањето на луѓето кои што ќе бидат таму. Би сакала ако можам и да го екранизирам, да го, нели, зачувам, затоа што кој знае кога пак ќе се случи концерт. Мислам, јас сум тешка на такви Добро, немој, не чекори. се збогуваме, чекај. Не, поради перфекционизмот. Значи не е тоа, ајде сега се собереме да подрнкаме малце, не е за мене тоа така. Мислам дека го наоѓаш твојот коридор. Се обидуваш и го наоѓаш, не се сомневам на Полека, тоа. значи полека, како ви кажат, како виното, нити брзам, чекам да истрае, да стаса и се надевам да траам уште. Јас тоа ќе го посакам, а и многу го посекуваат. Имаш голема фан база кај нас и ширум. Знам дека имаше неколку настапи низ Европа, тоа ќе ти го посакам исто да се случи. Благодарам. И така да се случи па една поинаква музичка интернационална еволуција. Дарлинг, ми беше многу Фала драго. многу за промоција, го пуштивме чедото во етерот. Го пуштивме, и нека живее сега, нека ферментира помеѓу Нека вибрира. конзументите, нека вибрира. Тука ние ќе ве поздравиме, знам дека уживавте со оваа уметничка душа. Утре повторно, она постпразнично, бидејќи искуселни е оваа работна седмица, ќе будат Ивана и Ненад со целата екипа во 6:55. Приградки праќаме до секоја една телевизиска станица некаде каде што се вклучени на Телма телевизија, ма останете понатаму ќе ни значи. Чао, чао.